Поштовани борци за слобода и демократија, добра вечер. Ве поздравуваме во 51-иот ден од битката која започнавме со една крајна цел – заминување на Груевски. Ова повеќе не е битка на една политичка партија, ниту е битка само на уздружената опозиција. Ова е битка на сите македонски граѓани кои сакаат да изградат една нова, слободна и демократска Македонија во која секој ќе живее достоинствено, ќе работи и ќе се изразува слободно по европски терк. Од многуте сфери на општественото живење, денес повторно ќе дискутираме за теми од здравството. Здравството е област во која актуелната власт и особено министерот за здравство се фалат со многу бројни реформи, со многу законски прописи кои што ги донесоа во 9-годишното владење, се со цел да помогнат и во центарот на тоа здравство биде пациентот. Меѓутоа, тоа се само декларативни заложби. Праксата покажува нешто сосема друго. Денеска ќе дискутираме повторно за проблемот со инсулинската терапија. Ова не е нов проблем, се провлекува уште од минатата година. Како панелисти на денешната дебата ќе бидат Цвете Серафимовски, председател на Асоциацијата за детски диабет на Македонија Баланс. Поканет ни беше Тони Митев, председател на Сдружение на граѓани со диабет за општина Радовиш и Конче. Меѓутоа разбравме дека е запрен од полиција на пат доаѓајќи тука и јас за тоа се извинувам што доцневме. И на крајот јас, доктор Јагода Шахпаска, специјалист по интерна медицина, а во моментот актуелен пратеник на Социјалдемократскиот сојуз во Бојкот. Би сакала пред да ја насочиме дискусијата на темата да ве воведам малку за што се работи. Диабетот представува системско заболување. Тоа е нарушување на метаболизмот на шеќерите, белковините и мастите и има постојан пораст во светски рамки. Годишната инциденца изнесува некаде околу 8% од општата популација. Македонија ги прати светските трендови. Кога се претвори тоа во бројки, е навистина една голема и респектабилна бројка. Последните податоци кои што ги прочита во Службен весник од 2013 година во јануари зборуваат дека на ниво на држава има околу 119.000 болни со диабетес, од кои на инсулинска терапија, значи ова се оригинални бројки од Службен весник, 36.230 пациенти, од нив пациенти со тип 1 2230, а пациенти од тип 2 34.000. Сметајќи дека годишната инциденца е околу 6,9% за Република Македонија, оваа бројка далеку ги надминува вредностите кои што ви ги соопштив од Службениот весник. Од друга страна, не само големиот број на пациенти, меѓутоа диабетот или шеќерната болест, ние како доктори повеќе сакаме да зборуваме за диабет, значи представува проблем кој е придружен и со други болни состојби, така наречени коморбидитети. Ова проблемот го прави уште поголем, а со тоа потребата од лекување е исто така есенцијална. Лекувањето на диабетот е еден долгорочен и макотрпен процес кој што трае до крајот на животот. Почнува со промена на навиките на живот, начин на исхрана, преку дозирана физичка активност, за да преку антидиабетичните орални лекови, односно таблети, заврши со последното скалило, односно инсулинската терапија. Ваков е пристапот кај пациентите со тип 2 диабет. Меѓутоа, кај пациентите со тип 1, третманот почнува со инсулин и трае до крајот на животот. Лекувањето на диабетот е многу скап и за поголемите светски економии, а не за една држава како што е Република Македонија. При тоа, би сакала да кажам дека во светски рамки се формирани научни здруженија кои што вршат истражувања од областа на диабетот и врз основа на медицината базирана на докази изработуваат протоколи и препораки како треба ова заболување да се менаџира. Република Македонија, како потписник и како член на овие научни здруженија, ја презема обврската при креирање на своите политики за третман на диабетот да се придржува на препораките и на издадените протоколи.
Но во последно време, од последниот квартал минатата година, вие многу убаво знаете, бевме сочени за прв пат со инсулинска криза. Се јави недостиг на инсулин затоа што беше задоцнето распишувањето на тендерот за инсулинска терапија. Да ве потсетам, тендерот беше исцрпен до крајот на август, а новиот тендер, место да веќе е завршен на крајот на август, беше распишан во ноември, за да првите количини на инсулин од новиот тендер бидат доставени во декември. Во овој вакуум период од 2 месеци, состојбата беше делумно изменаџирана преку донација на една фирма која што доставува инсулин во Република Македонија и која беше доволна количина на инсулини за покривање на едномесечна терапија. Значи, од крајот на август до почетокот на декември не беше спроведена терапијата на пациентите како што треба. Актуелниот тендер важи од август 2014 до крајот на август 2016 година. На ниво на Република Македонија во склоп на Министерството за здравство е формирана Национална комисија за дијабет. Тоа е референтна комисија од стручни и компетентни лица кои треба да се грижат за спроведување на протоколите за третман на дијабетот и при тоа треба да вршат увид на стручната работа на лекарите. Дали исплашени од минатогодишната криза или насоките дека треба да се штеди на се, па и на човечкото здравје, тие издаваат препораки до јавните здравствени установи во вид на мејлови. Се бара заштита на инсулинска терапија по 3 основи. Прво, во секоја јавна здравствена установа се испорачува помала количина на инсулин од она што е побарана во требувањето. Значи, помалку од она што објективно е потребно за да се третираат пациентите кои што гравитираат кон таа институција. Понатаму се брои секоја единица инсулин. Да ве упатам малку повеќе во проблематиката. Инсулинското пенкало е како и сите пенкала. Ова не е инсулинско, меѓутоа да ви представам пластично како тоа изгледа. Во едно пенкало има 300 интернационални единици инсулин. Минатогодишната програма, електронскиот систем за менаџирање на дијабетот, еве ги и пенкалата, значи дозволуваше да пациентот му ги броеше 270 единици на секое пенкало. 30 единици беа оставени за да може да се потрошат согласно насоките на производителот. Кога го активирате прв пат пенкалото, одредена доза на единици до 4 до 6 треба да се изфрлат за да се изфрли воздух. Дел од единици се трошат повремено при апликација, погрешно се истиснало или лошо се преброило. Некогаш на крајот од пенкалото остануваат одреден број на единици и кои пациентите заради тоа да не боцкат во една доза од 2 различни пенкала, ја оставале таа количина на инсулин. Често пати се случува да се расипи пенкалото, се случува да се затне иглата, меѓутоа друго што е поважно, во новата програма Министерството за здравство, односно Националната комисија за следење на состојбите со дијабетот предвидува 291 единица. Значи им намалува количината на единици инсулин за 21. Ова отвора еден проблем. Бидејќи програмот ги мери и ги брои сите единици, секој заостаток што се појавува на месечно ниво, на крајот, кога пациентот треба после 4-тиот месец да отиде по електронски рецепт за инсулинска терапија, му ги одбива единиците инсулин кои што заостанале од претходните месеци. Затоа слушнавте изјавата на пациентка на телевизија која рече дека овој пат добив 2 пенкала наместо претходниот месец кога ми даваа по 5 пенкала. Како јас ќе го поминам овој месец со инсулин кога ми е недоволно? Ова е последица точно на промената во програмата, каде не се предвидува вишок ниту на една единица инсулин. Ние не работиме со машини. Ние не работиме со мртва материја. Ние работиме со живи луѓе. Секогаш треба да има предвидено една резерва. Затоа што во текот на животот, во текот на лекувањето, може во воренди ситуации да се зголеми потребата на инсулин. Една обична настинка, температура, да не зборувам за срцеви, за цереброваскуларни инциденти, се зголемува потребата од инсулин. Како докторите и пациентите да ја изменаџираат оваа состојба, кога им е броена секоја единица инсулин? Другиот проблем кој што се јавува е од страна на докторите.
Например, кога се воведува нов пациент на инсулинска терапија, се предвидува одреден начин на лекување. Значи, степ бај степ ап се вика тоа во медицината, чекор нагоре. Значи, постапно титрирање на дозата со додавање на се повеќе и повеќе единици, се додека не се постигне оптималната доза со која одредениот пациент си има своја добра регулација на крвниот шеќер, што е и целта на секој лекар и на медицината заснована на докази. Понатаму, Националната комисија за дијабет испратува мејлови до јавните здравствени установи. Значи мејл, не е тоа пишана форма, писмо, документ на кој би имало подпис, на кој би имало печат, подпис на председател на комисија, односно на лице кое што го дава налогот како да се постапува во третманот, и во овие мејлови се наложува на лекарите, значи ги испраќа во јавната институција, па потоа директорот го препраќа на докторите кои што го менаџираат дијабетот. И сега докторите треба по тој налог да префрлат пациенти од инсулински аналози на хумани инсулини. Инсулинските аналози представуваат врвот во инсулинската терапија. Тие се со најмалку несакани ефекти и имаат најдобар бенефит по здравјето на луѓето. Ние како доктори не се спротивставуваме на националниот протокол при почнување на терапија каде пишува дека треба да се почне со хумани кај пациентите кои што се од тип 2 дијабет. Меѓутоа, веќе иститриран пациент, оптимализирана терапија со добра регулација на крвниот шеќер, вие по налог да го вратите на хумани инсулини, тоа доведува до промена на општата здравствена состојба на пациентот и доведува до лоша регулација на крвниот шеќер. Тоа само по себе повлекува бројни компликации и штети по здравјето на пациентот. Во ниеден светски протокол не е предвидено враќање во терапијата чекор назад. Меѓутоа, со овие препораки индиректно се врши притисок врз докторите. На кој начин се прави тоа? Значи, Националната комисија за дијабет има континуиран увид во тоа кој лекар во која институција какви инсулини препишува. Према бројот на пациенти кои што се на инсулински аналози, тие прават проценка, така да му даваат налог во рок од 30 дена да го промени инсулинот на пациентот. Значи, бројките се од 5 пациенти до 200 и нагоре, зависно од бројот на пациенти во таа институција. При тоа, докторот има обврска во медицинскиот извештај да наведе причина зошто во терапијата се враќа чекор назад. И сега, кога се случат компликации, пациентот со полно право може да тужи за тоа што му е нарушено здравјето и одговорноста ја носи докторот кој не по своја вина добил наредба, односно налог да го заврши тоа. Понатаму, ако докторот не упати согласно насоките од Националната комисија, се препорачува да биде упатен на доедукација на Универзитетска клиника за ендокринологија. Па, почитувани кампери, да ви кажам дека токму тоа беа професорите кои не учеа на медицина базирана на докази. Тоа беа истите професори кои ни велеа дека треба да ги префрламе пациентите на инсулински аналози за да ги намалиме хипогликемиите, осцилациите на крвниот шеќер, а со тоа и да ги намалиме вкупните компликации. И сега не знам зошто одеднаш се менува целата стратегија. Третиот облик на притисок е на докторите со тоа што доколку не ги почитуваат насоките, ќе бидат финансиски санкционирани од страна на менаџерот во нивната јавна институција. А од друга страна пак, директорите, доколку покажат заштеда, не само на репроматеријали и потрошен материјал, дури и заштеда до 5% во инсулинската терапија, затоа што тоа е најскапа терапија која поседуваат институциите, особено во примарно здравство, ќе бидат наградени од Министерот за здравство за успешно менаџирање. Значи, на грбот и штетата на здравјето на луѓето ќе бидат наградени со некаков си процент, односно финансиски надоместок. Кажав дека се работи со пациенти кои што имаат дополнителни болести. Не би сакала да ве заплашувам и да звучи страшно, меѓутоа тешки се компликациите кај пациентите со дијабет доколку не се придржуваат на оваа терапија и затоа што во просек сите имаат дополнителни болести. Значи, најтешките се гангрена на стапало со ампутација, појава на миокарди, односно срцеви компликации, мозочни и компликации од типот на слепило и откажување на бубрезите, кои што завршуваат со дијализа.
Третиот притисок кој што се врши, односно кој што ги има во упатството е да пациент кој што 4 месеци не се јавил кај интернист за препис на инсулинска терапија, нема да добие инсулин. Во ред со пациентите кои што имаат здравствено осигурување, кои што можат да се пријават уредно, кои што можат да отидат во лабораторија, да им биде прегледан онај минимум кој што се бара. Просек на шекер за 3 месеци, шекерен профил во 4 до 6 точки, зависно од барањата на лекарот, проверка на мастите во крвта, проверка на бубрежните показатели, така да тие можат да одат и да си проверат овие резултати. Меѓутоа, многу е посложена ситуацијата со пациентите кои што немаат здравствено осигурување. Тие се изложени на секој 4 месеци на дополнителен издаток. Кога тоа би го претвориле во пари, изгледа вака. Преглед кај интернист на приватно, пакет АСК1, значи специјалистички преглед, е 380 денари. Профил на шекер во 6 точки е 360 денари. И 350 денари е просек на шекер за последните 3 месеци. Значи, уште во старт, некаде околу 1100 денари пациентите мора да дават на 4 месеци. Да не зборуваме за проширениот лабораториски преглед кој што ќе ги вклучи овие дополнителни прегледи на бубрежна функција, на маснотиите, на состојбата на црниот дроб и така натаму. Постојат здравствени установи во кои што заради лимитирани буџети има штедење и во нарачката на реагенси со кои треба да се врши проверка на состојбата, односно на метаболната контрола на дијабетот. Бидејќи е ограничена сумата на овие средства, недостасуваат реагенси за проверка на просек на шекер и повторно и пациентите кои што имаат уредно здравствено осигурување одат во приватни институции и плаќаат дополнителни трошоци. Значи, декларативно во центарот на македонското здравство е пациентот, а во пракса се гледа да се заштеди што повеќе. Јас тука би прекинала и би му дала да ни се обрати Цвете, кој што е директно упатен како председател на Сдружение на лицата со тип 1 дијабет во Република Македонија, затоа што директно ги следи состојбите уназад години, затоа што е и директно мотивиран како пациент кој што живее со дијабет и најдобро ја познава оваа проблематика. Повели. Благодарам, Јагода. Добро вечер на сите. Јагода беше толку исцрпна што навистина не знам што би додал, така што би кажал нешто од свое лично искуство. Јас живеам со дијабетесот 27 години. Значи 27 години почнав уште со инсулин кој што беше свински, така го вика, тоа беше првата генерација на инсулини кои што возможува каков таков живот со дијабетесот. Меѓутоа, како што медицината одеше напред, така одеа напред и пробивањата во науката, измислувањето и пронаѓањето на подобри инсулини, како што стигнавме денес до овие инсулински аналози. Инсулинските аналози кога стигна во светот, па и во Македонија, беа навистина врв и се уште се врв на медицинската наука, која што со чија што помош има возможува на лицата со дијабетес да живеат апсолутно нормален живот воопшто со ништо поразличен од лицата кои што немаат дијабетес. Меѓутоа, што се случува сега? Затоа што нели секој нов пронајдок, секој поквалитетен производ исто така и поскап. И ние имаме ситуација сега затоа што во Македонија, нели по објаснувањето на самиот советник на министерот Тодоров за здравство, најголем дел од популацијата со дијабетес да биде токму на тие најквалитетни инсулини, што е по моје мислење сосема правилно. Меѓутоа, поради тоа, Македонија имала многу голем трошок на инсулин и затоа решиле да штедат на здравјето на лицата. Денес решиле да штедат на здравјето на лицата со дијабетес, утре решат да штедат на здравјето на лицата со не знам какви потреби. Всушност видовме што се случи за жал, со малата Тамара од Велес, која што заради таквите заштеди почина. И навистина ми е многу тешко кога го зборувам, меѓутоа морам да ги повлечам овие паралели. Со цел да се заштеди на инсулин, со цел да се заштедат пари во буџетот, ние штедиме на инсулин. А од друга страна имаме пари да градиме споменици, имаме пари да купиме Мерцедес од £500 000 евра, имаме пари
да се луксузираме со преасфалтирање на улици секоја втора недела, како што гледаме по градовите. Имаме и то со неквалитетен асфалт, тоа морам да кажам, затоа што повторно тој се расипува. Имаме пари да се расфрламе на секакви глупости и секакви луксузи, меѓутоа кога доаѓа збор за здравието на пациентите, на лицата кои што имаат било каков здравствен проблем, тука треба се штеди. Сега малце се навратам на дијабетесот. Дијабетесот не е состојба која што се контролира само со инсулин. Значи инсулинот е една од неколкуте работи кои што еден човек кој што има дијабетес мора да ја практикува. И нормално тоа е првата и основата. Без инсулин не може да се прават следните работи. Значи покрај инсулинот треба да се има одредена физичка контрола, од физичка активност, врз основа на која што комбинација се одредува дозата на инсулин, мора да се внимава што се јаде и како се јаде и да не и врз основа на тоа колку се јаде се става различно инсулин. Значи не можете вие секојдневно да се храните со различна храна, а да ставате иста доза на инсулин. Тоа е практично невозможно, затоа што инсулинот делува врз храната која што вие ја внесувате, која што го покачува нивото на шекерот во крвта за утре тоа да се за покасно тоа да се намали. Сега сакаме да штедиме, ворете што сакаме да штедиме, меѓутоа не можеме да штедиме вака. Не можеме да штедиме со директно намалување на испорака на инсулин во инсулинските аптеки. Значи имаше ова, значи ја го да спомна една работа, спомна дека до лани било 270 единици, не имаше две промени. До лани се признаваат 250 единици, значи 50 единици се признаваат дека одат во воздух. Потоа ги намалија тие на 70 единици, на 30 единици и сега ги намалиле, гледам, уште помалце. Всушност, замислете сега, ајде, ние сме возрастни лица и горе-доле знаеме што се случува и како се случува. Меѓутоа имаме деца кои што имаат дијабетес, деца кои што имаат 1, 2, 3 години, кои што немаат ни година. Тие деца не знаат да ви кажат кога ти имаат висок шекер или низок шекер, не ги знаат симптомите, и да ги знаат симптомите не знаат да зборат, не знаат како да покажат. И тука нивните родители треба постојано да бдеат над нив, дали се е како што треба. Тие деца примаат многу мали дози на инсулин, 2, 3 до 5 единици. Значи кога ако случајно не дај Боже се запуши иглата, вие не можете да знаете дали иглата е запушена додека не поминат повеќе од 10 единици. Значи мембраната која што е на инсулинот може е еластична, толку еластична што 10 единици може да се притисне на незе без таа да и без инсулинот да излезе да се вбризга. Ако иглата се запуши, а вие на детето не му ставите инсулин, тоа може сосема слободно да падне во хипергликемична кома, која што понатаму може да заврши фатално. Затоа што сега но лицата со дијабетес се осудени да штедат на инсулин. Значи тие не смеат да проверат пред да го пуснат тенцето дали иглата е запушена или не. Значи не може да истискаат 1 до 2 единици инсулин за да видат дали иглата пропушти инсулин. А од друга страна, иглите не може да ги менуваат со секое боцкање затоа што од инсулинските аптеки им даваат 3, 5 до 10 игли месечно. Значи за цел месец лицата кои што примаат инсулин добиваат 10 игли, затоа што и таму се штеди. Се штеди на се, освен на она на кој што треба да се штеди. Се штеди на лекови, се штеди на здравје, се штеди на веќе не знам на што се, а не се штеди на фонтани и на споменици, и на луксус и на битно е дека нашиот премиер се вози во како беше изјавата на Енкуловска, како во авион да си седнал. Значи многу ми е толку е страшно што навистина не можам да најдам зборови да ви објаснам. Тоа толку што е страшно е дури смешно. Затоа што луѓето бараат начин како да заштедат и штедат на она најранливата маса, најранливата популација. Затоа што ние ќе пречутиме и преку ова. Цел живот чутиме. И тука не е проблемот. А не знам што би додал, навистина. Јас ти благодарам, поднатаму ако бидеш мотивиран повторно можеш да се јавиш. Значи ние не можеме да штедиме на здравјето на луѓето. Јас не сакав да бидам толку сурова во вака доловување пластично на сликата како тоа што Цвете го кажа кај пациентите со тип 1 на кои им недостасува инсулин, меѓутоа ги повикувам колегите докторската фела заедно со здруженијата на дијабет кои што постојат во сите градови да го кренат гласот и да не дозволат да се менаџира дијабетот на начин како што предлага Министерството, се со цел да се прават заштеди.
Ние како држава сме држава на парадокси. Како човек кој 25 години работи во здравството, упатена сум за случувањата и парадоксите во оваа област. Па би сакала да ви го кажам следното. Во последните неколку години министерот Тодоров на голема врата и на сите провладени медиуми се фали колку многу се инвестира во доедукација, стручно усовршување на лекарите во најблиските клинички центри во соседните држави и преку океанските земји. Сето тоа чини многу пари. Би створила погрешна перцепција кај вас за моите ставови ако речам дека не треба да се едуцираме. Едукацијата е до животен процес, до крајот на животот, особено за лекарите. Меѓутоа, нели ви се чини малку апсурдно лекари кои што се на залезот од својата професионална кариера на 2 до 3 години пред пензија да се вложува за скапи едукации во странство, без да бидат прашани за нивните афинитети, без да бидат прашани дали го познаваат јазикот во матичната земја во која треба да се обави едукација, а сето тоа го плаќа Тодоров со нашите народните пари. По мене, тие едукации треба да ги посетуваат помладите колеги специјалисти. Зошто? Затоа што ќе биде подолг периодот во кој ќе можат стекнатите знаења и вештини да ги имплементираат во македонското здравство на корист и задоволство на сите граѓани, пред се на пациентите. Од друга страна, доколку лекарите одбиваат додатна едукација или здравствената установа, тогаш подлежи на санкции од страна на министерот за здравство, затоа што не ги почитува препораките за стручно усовршување на докторите. Од друга страна, во градовите од периферијата има недостаток на специјалистички кадар. Што ќе ни се случи? За неколку години ќе нема доктори кои што работат во примарно здравство, меѓутоа специјалистичко консултативна дејност. Тоа ќе ги доведе пациентите во многу незгодна состојба, на дополнителни трошоци, меѓутоа и на штета по нивното здравје, затоа што ќе треба да патуваат до соседните болници. Ова зборува за лошо водење на програмите за специјализација. И на крајот, мојата омилена тема, мој термин, електронскиот систем на закажување. Во контактите со колегите кога се подготвува за вечерашнава дебата, добив информации дека добиваат писмени опомени ако каснат на мој термин, односно ако го пробијат. Тоа е предвидено и во последниот закон за здравство. Меѓутоа, кој парадокс, добиваат опомени колегите кои што пред почетокот на мој термин прегледале некои пациенти и го внеле во електронскиот систем, затоа што мора да издадат електронски авторизирани извештај. Сакам да ви кажам дека веќе сме претворени во административци. Многу малку време има за стручната работа со пациентите и сме во постојана трка со времето од мој термин да успееме се да внесеме во податоците за извршениот преглед. За финансиската сатисфакција на докторската фела не би сакала да зборувам. Како специјалист со 25 годишно работно искуство во медицината, личниот доход ми изнесува 30.000 денари, околу 500 евра. Ова зборува колку македонското здравство, односно министерство, не се грижи за своите кадри. Ни останува само личната фрустрација од понижувањата на кои сме секојдневно изложени како докторска фела, на понижувањата и притисоците кои секојдневно ги трпиме, при тоа со амортизацијата на сопствениот физички интегритет. И на крајот, јас би сакала да кажам едно свое видување завршно на работите во македонското здравство. Не сакаме штедење на човечкото здравје. Тоа е најголем бенефит на секој човек. Светската здравствена организација го дефинира здравјето како физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест. По сите овие основи, нашето здравје е загрозено. Не може актуелната власт да се расфрла со скапи фасади, со шума од споменици поставени по плоштадите и секој агол во нашите градови, со скапи огради кои што не преживуваат ниту една сезона, а да штеди на здравието. Доста ни е од понижувања, мали човечиња, скапи плацеви на водно. Доста ни е од палми, жални врби и плажи кои уште не изградени се уништени.
Доста ни се притисоци, уцени и казни, затоа што имаме поинаков политички став. Сакам да се разбудам од овој кошмар, од овој лош сон и да се почувствувам дека живеам како вистински човек, слободна, среќна, успешна и како европски граѓани. Благодарам. Ја би сакал да додадам само кратко. Значи, ситуацијата со специјалистите по градовите надвор од Скопје е навистина страшна. Значи, страшно е тоа што во доста голем дел од градови надвор од Скопје немаме соодветен доктор кој што може да го води дијабетесот. Некојаш дури се поставува прашањето и на стручноста на тие доктори кои што се поставени таму. Затоа што лично јас знам за случаи каде што на лица со тип 1 инсулин им се дава инсулин само со долго дејство. Доктор Јагода знае што значи тоа. Тоа значи катастрофа. Значи не само што спротивно на препораките, туку самиот инсулин кој што моменталната инсулинска терапија која се дава треба да биде комбинација на инсулин со долго дејство и инсулин со кратко дејство. Инсулинот со кратко дејство покрива храната која што во моментот ја земате, а инсулинот со долго дејство ги потреба само дневните потреби на инсулин на телото кој што секој од нас ги има. Разликата е што оние лица кои што немаат дијабетес, самиот панкреас го произведува инсулинот, а оние кои што имаат дијабетес, панкреасот не произведува инсулин за да ги покрие тие дневни потреби. И сега, значи, имаме случаи каде што лице со дијабетес е третирано само со инсулин кој што ги задоволува неговите дневни потреби, без да ги среди покачувањето на гликемијата од храната која што ја консумира. И нормално, после одредено време, тој пациент добива оштетување на видот, оштетување на бубрезите и какви не знам компликации. Тука зборуваме само за инсулините и проблемот со инсулините. Меѓутоа, оние компликации што се јавуваат од дијабетесот, од неправилно регулиран и контролиран дијабетес, се страшни. Доктор Јагода ги спомна, меѓутоа, работата е што и за тие компликации ако се случат, нема никаква помош од државата на тие луѓе кои што им се случиле, не е по нивна вина. Значи, луѓето може да добијат било каква компликација, да го изгубат видот, да ги изгубат бубрезите, а доколку немаат пари да го платат тоа, нема да бидат лекувани. Нема да бидат лекувани, затоа што нашево здравство се претвори во тоа, во организација која што треба да оствари профит и приход. И наместо, значи, уставот на Македонија кажува дека Македонија е социјална држава. Македонија е социјална држава само во уставот на Македонија. Веќе подолго време Македонија нема ни се од социјална држава, затоа што се што треба да направиме за да имаме било какво пристојно живење, ние треба да имаме пари. А пари во Македонија, барем во моментов, имаат 1% од граѓаните, а знаеме кои се тие. За жал. Мене ми е криво што не стигна и третиот панелист, Тони, ви кажав дека заглавил доаѓајќи тука, патувајќи тука, тој ќе ни ја доловеше проблематиката од призмата на пациентите од тип 2 дијабет, кај кој што првично се појавува кризата, на нив им се кратат инсулинските пенкала. Се уште државата на некој начин се труди да ја компензира состојбата со пациентите од тип 1, меѓутоа верувам дека ова нема да трае уште долго со оглед на трендовите и насоките кои што ги следат. Јас тука би сакала да ви дозволам да вие кажете некое свое видување на работите, или ако имате некое прашање, ние сме расположени да ви одговориме, се разбира доколку сме информирани за тоа. Отворам дебата, повелете кој сака да праша нешто или да даде свој коментар. Повелете. Добар ден. Добар ден или добро вечер на сите, на гостите и на овде сите присутни од кампот на Слободата. Јас сум доктор Нацев, абдоминален хирург. Темава ми мене добро позната и не би дискутирал, да речеме, директно на темата, бидејќи таа тема има лоша, ќе заврши со лоша дискусија, заправо има лош крај. Него самиот почеток, тоа што министерот за здравство не е доктор,
и тој се гледа низ призма на правото. И како може он да знае што им треба на диабетичарите? Он ги поставува, видите, он ги поставува правилата на игра само по законско видување и по начин и по тоа законско видување да се заштеди во касата на државата. Не штедејќи ги луѓето, здравието, апсолутно, он нема представа што е болен човек. Разбирате, во една негова изјава чак изјави што е абсурд у светски размери. Па рече, ја од кога станав министер за здравство, сега гледајќи оваа технологија и јас можам да оперирам. Пазите. Он, пазите каква е таа дрскост и забеганост. Кај ќе оперираш, бе, мајмуне, неден? Ќе оперира. Па ја учев многу години за да научам да оперирам. И цел живот учам. Медицинската наука не е наука, статичка наука. Таа се учи цел живот. Ние гледаме дека народот не ги познава сите проблеми, он само ги осеќа преку нивното здравје. Гледа дека ова мој термин, твој термин, тоа е страшен хаос направи во државата. Јас имав прилика преди сега кратко време да разговарам со неколку интернисти. Па викам, како ви оди работата? Јас сум во пензија, да ви кажам. Во Велес, викам, како ви оди работата? Па докторе, вика, сега не работиме ние со пациенти, вика, тоа е многу ретко. Ние мораме само да заведеме електронско запишување, електроникава ги избриша пациентите. Вика, ние не прегледуваме, така речено. Осим, вика, по така хитните нешто, се другото или транспортираме за Скопје, или само колку да помине, да го заведеме, да исполниме квотата, оти можеби да не земеме плата. Па ќе ве молам, здравството не е математика. Не е тоа зграда, скрати на ова, скрати на тоа. Они кратат на здравието на луѓето. Па ја само еден податок, вие ги спомнате спомениците, тоа се куп споменици, па само 10 споменици ќе го решат проблемот на диабетичарите за можеби 10 до 15 години. Па луѓе, тоа е страшно. Па видите, луѓето уопште не ги знаат сите проблемите и затоа државата тапка уместо. Јас на вие години доаѓам ваму да протестирам, да помогнам во уривање на овој криминален режим. Не само што е криминален, тој оди до такви крајности да убива луѓе, да уништува луѓе, да не мисли за здравието на луѓето. Нив здравието уопште не им е ни на крај памет не им паѓа. Они само, министерот кажува Волку и Солин, штедете и тие што штедат ги наградува. Па ќе ве молам, медицината не е наука за штедење, медицината лечи. Медицината има и превентивна и куративна, нели, задача. Ова дискусија може да се одолжи бескрајно. Значи, бидејќи јас го знам во целост проблемот, ја би можел многу да дискутирам, да речеме диабетот е еден од тие проблемите и вие го изнесовте многу добро, многу добро. Обичните луѓе дел од тоа го сватија, дел не може да го сватат, но ние како доктори сериозно го сваќаме и мислам дека ако државата не претрпи измени, ако овие апаши не си одат, така ли е? Ако не си одат, нема напредок, нема ни здравје. Батали парите и здравје нема, а парите мораат да се вратат. Уште еднаш да ве поздравам сите и фала ви. Јас му благодарам на доктор Нацев и би сакала да се недоврзам на неговата дискусија.
Вие како хирург многу добро знаете дека кога се прават хируршки интервенции, тоа е една стресна ситуација за човечкиот организам и тоа е она ситуација кога се зголемува потребата за инсулински единици. А новиот систем тоа не го дозволува бројки е секоја единица. Замислете, на секој човек може да му се случи најбаналниот оперативен зафат да мора да го направи едно слепо црево, а тогаш треба да има зголемен број на единици инсулин, а нема како да ги обезбеди затоа што не му дават повеќе пенкала во инсулинската аптека. Зачекнавте проблемот со работата на интернистите. Па лично како интернист, јако веќе 14 месеци не практицирам медицина, бидејќи работниот однос ми е во мирување, интензивно ги следам состојбите од мојата област и ќе ви кажам како изгледа работниот ден на еден интернист. По мој термин, дозволено е 15 минути на интернист. Значи за 7 работни часа треба да прегледа 28 пациенти. Каде се пациентите кои со приоритетни прегледи доаѓаат кај интернистот? Вие не можете да вратите ни еден пациент со приоритетен упат и да си одите дома спокојни, затоа што зад една главоболка може да се крие мозочен удар. Зад болка во желудникот може да се крие миокарден инфаркт. Значи, ние сите се заколнавме, подпишавме Хипократова заклетва и во таа заклетва се заколнавме дека ќе се грижиме за здравјето на пациентите по цена на се, не штедејќи го своето здравје и своето слободно време. Од друга страна, пациентите кои што доаѓаат на контрола, значи вкупниот број на прегледи достигнува и до 40. Епа какова стручна работа очекувате 40 луѓе да ви влезат во 8-часовен работен ден, а за пауза да не зборуваме на докторите. Значи, точно претворени во писари, во административни работници, кои само трчаат што повеќе да внесат податоци во извештајот на компјутерскиот програм, зашто во спротивно ќе бидат санкционирани оти не го завршиле прегледот. И сега кога тука додадеме вештината на поедини колеги кои што се повозрасни и потешко се снаоѓаат во пишувањето заради други здравствени состојби, ќе дојдеме до една многу тешка ситуација и не случајно реков дека како докторска фела секојдневно сме изложени на големи притисоци, на понижувања, а материјалната сатисфакција е скоро никаква. Повелете некој друг ако сака да се јави за збор? Да се надоврзам и јас малце, толку сме преокупирани со моменталниот проблем кој што го имаме, а тоа е враќање од поновата на постарата генерација на инсулини, кои што истовремено поевтини, меѓутоа понеквалитетни и овозможуваат помалку добра регулација на гликемијата, што на крај памет не ни паѓа да ги пратиме светските иновации во здравството, посебно во дијабетесот. Значи во другите држави веќе зборуваат за инсулини кои што треба да ги примите еднаш неделно. Зборуваат за вештачки панкреас, зборуваат за не знам што, сите одат напред, меѓутоа ние како по навика одиме наназад. Затоа што нас патоказот ни е секогаш наопаку свртен. Посебно во здравството. Наместо ние да разговараме за подобрување на квалитетот на животот на сите пациенти, вклучително и на луѓето кои што имаат дијабетес, ние се малтретираме како да избегнеме да се вратиме во вчерашниот ден. Да го преживееме денот пред една недела. Да го преживееме денот пред еден месец, пред 5 години. Значи ние се враќаме наназад со оваа практика сега каде што пациентите треба да се префрлат на хуманите инсулини кои што беа пракса до пред 10 години. Хуманите инсулини се генерално исфрлени од употреба пред 10 години. Тие се практикуваат само во одредени случаи, кога имаме клинички случаи каде што инсулинот се вбризгува директно преку инфузија во вена и кога имаме одредени случаи каде што пациентите немаат толку изразена висока гликемија, значи кој се уште на зачеток и може да се третираат со тие инсулини. Се останато полека се префрла на аналози. Меѓутоа тоа важи за сите други држави освен за Македонија. Во Македонија имаме обратен тренд. Ги префрламе пациентите од аналози, квалитетни инсулини, на хумани инсулини кои што се понеквалитетни и кои што се застарени. Значи, по пракса си одиме назад.
Благодарам. И на крајот би сакала да завршам со една констатација. Не случајно народот рекол подобро е да се спречи отколку да се лечи. Лечењето на компликациите од дијабет изискува огромни финансиски средства. Од друга страна, самиот инвалидитет ги исклучува луѓето од процесот на производство и тука имате двојна загуба. Најскапите, најголемите светски економии имаат големи финансиски издатоци за менаџирање на ваквите состојби. Затоа мораме да се потрудиме и да се избориме ова да не ни се случува понатамо. Јас ви благодарам за присуството на вечерашната дебата и ви благодарам на издржливоста и упорноста. Остануваме до заменувањето на Груевски. Благодарам. А ќе се избориме за подобра контрола и подобро се, само колку побрзо заминат овие позади нас.